сега повторно имаме гости, нашата Слободанка веќе го пречека магистар Михаел Минов, дипломиран фармацевт. Добре дојде, Михаел, и верувам дека, Слободанче, ќе им бидете многу од корист на гледачите поврзани со овие актуелни теми, со кашлиците кои се поприсутни во овој зимски период, но сето тоа ќе го стартуваме веднаш после рекламниот блок. Добро утро, секој утро да продолжуваме ние понатаму со следните содржини, како што најави Сузе, наш денешен гостин. Многу ми е драго што се гледаме по подолг период. Магистар фармацевт, аптекар. Така е. Михаел Минов, добро утро. Само аптекар е можеби најдобра најава за мене. Добро утро, Слободанка, добро утро до гледачите на Алфа телевизија. Добро утро. Благодарам за поканата и, како да кажам, мене ми е секогаш чест или не знам веќе чувство како да сум дома. Ете така. Во оваа телевизија, во оваа студио, сметајќи дека и на граѓаните и на не само на пациентите, него и на граѓаните малце поедноставно да им ги објасниме работите поврзани со аптекарството. Па затоа си наш, да кажам, веќе како дома нели се чувствуваме и редовен гостин. Периодично јас велам или сезонски, затоа што веќе почнавме поаѓајќи од себе и сето она што го преживуваме, вирусите, па некој грип и слично, еве ја сезоната токму на нешто такво. Да. Досаден многу некој вирус, во последно време имавме да, сигурно дека и гледачите имаат почувствувано, дали е грип, дали е вирус, ги знаеме разликите кои се, може да ги споменеме зошто да не, меѓутоа, што е она важното за нас, што ние можеме тоа да го спречиме или да ги облажиме симптомите, поготово кога со вирусот или грипот се појавува она што никој не го сака, а тоа е кашлицата. Кашлицата и се разбира секретот. Да. Секретот дали ќе биде од синусите, дали ќе биде од носот, дали ќе биде од белодробието. Да, сите тие горно-респираторни инфекции, без оглед дали се вирусни или бактериски, организмот финално резултира со појава на тој секрет. Во период на годината сме кога, нели, промената на времето, топло, ладно, дополнително бактериите и вирусите нив им годи овој период кога е така повлажно, да а не е минусна. Да го знаеме тој податок дека сепак кога се менува времето од топло-ладно, тука веќе треба многу да бидеме внимателни. Да. Е така, да. Тој период е најсоодветен за размножување на вирусите и бактериите, затоа што кога температурата паѓа под минус, тие не умеат да преживеат како микроорганизми. Или на повисока температура над 30 степени. Затоа и летно време немаме толку многу горно-респираторни инфекции, нели? Не дека ги нема воопшто, меѓутоа не се толку присутни како денес. Во овој период од годината, туку речи сите киваме, кашламе, со шамивчето сме постојано, нели, некаков секрет вадиме од себе. Да, значи, секретот кој што всушност треба да го исфрлиме од организмот, представува комбинација од мртви имунокомпетентни клетки. Тоа се клетки од имуниот систем кои што организмот сам ги создава, тие се борат против вирусот и бактеријата, условно кажано ги заобиколуваат и ги проголтуваат, на тој начин ги убиваат, и како такви после самите овие наши имунокомпетентни клетки умираат. Мноштвото од нив ние го исфрламе од организмот во облик на секрет кој што може да биде бел, може да биде жолтеникав, зеленкаст, кафеавкаст, може да биде многу густ, помалку густ. Во секој случај е тип на секрет кој што треба да биде исфрлен. Сето кое што го набројуваме, секој го почувствувал и кај себе, да. Нормално, нели? Така, да. Знаете како педиатрите велат... Еве, јас подкашлувам се уште. Да. Но, тоа е. Подкашлувањето може да и на психогена основа. И стресот, кортизолот може да предизвикува. Сега зборуваме за тоа, мене веднаш ми се подкашлува. Педиатрите многу пати велат дека, нели, и кај децата, меѓутоа и кај нас возрастните. И носот и треба да тече. И треба да се крене температура. Тоа е знак дека имуниот систем е активен, дека активно се бори против тие вируси и бактерии. А ние мајките стравуваме децата кога имаат температура, па кога со носот имаат или затнат нос, или секретот нос и слично, веднаш реагираме. се оди на доктор, веднаш се земаат лекарства, меѓутоа сепак треба да се остави на организмот 2, 3, 4 дена сам да се избори. Во даден период
да, ќе му биде потребен помош, ќе му биде потребна помош, дали ќе биде антибиотик во колку е бактериска инфекцијата, дали ќе биде потребен некој назален деконгестив кој што полесно ќе му возможи на човекот полесно да го исфрли секретот од синусите, односно од горните респираторни патишта. Меѓутоа, во секој случај, организмот мора сам да се избори. Тоа значи дека сме функционални, дека сме како што треба. Но дали ќе признаеме дека ние ја немаме таа навика? Дека веднаш посегнуваме по лекарство? Апсолутно да. Во моментот би се напиле таблета, нели, апче, аптека, апче, и за да ни помине симптомот, затоа што организмот, високата температура, моментот кога се создаваат тие имунокомпетентни клетки, ние се чувствуваме како малаксани, ни се спие, немаме толку енергија, затоа што севкупно енергетскиот баланс е насочен кон овие имунокомпетентни клетки. Нели, затоа што организмот треба да се избори со нешто што е туѓо за него. Ние сакаме во тој момент, нели, треба да одиме на работа, да одиме на училиште, да одиме на кино, да се видиме на кафе со некого и веднаш посегнуваме по некаква, нели, таблета. Таблета, лекарства, било какви се, ние достапно сега при рака имаме, меѓутоа тоа ми беше изборот дека не оставаме барем неколку дена организмот сам да се го створи своето, односно да се избори со вирусот. Точно. Барем да пробаме, ако ништо друго, да видиме дали ќе успееме или нема да успееме. Или со природни некои лекарства кои што ги имаме, еве Eurofarm нуди многу витамини, исто така суплементи кои што ќе ни се добре дојдени. Сега зборувавме за кашлицата. Навистина е сезона, вируси, грипови, сите симптоматики ги поминавме, дали нос, дали болка во мускули, дали болка во грб и слично, главоболки, кашлица. Меѓутоа, кога сме кај кашлицата, како ние можеме најдобро и на каков начин да ја облажиме? Она што човекот може да си помогне сам на себе во случајот на кашлица првенствено. Значи, кашлицата може да биде сува и влажна. Вклучувајќи ме и мене. Така, може да биде акутна и хронична. Сува кашлица подразбира она што кај луѓето е вообичаено како подкашлување, односно го имаме рефлексот на кашлање, но немаме што да искашламе. Влажната кашлица би била кога веќе имаме секрет, народски кажано кога ни крчат градите. Денес, например, помалку од тој секрет би isfрлиле, утре повеќе, задутре веќе навистина многу, бидејќи времето поминува. Значи, додека да се isfрли тој секрет од мртви клетки, акутната кашлица е она која што трае до 3 недели. Значи, не е тоа само 2 дена, 3 дена, туку се веќе 3 недели, 3 седмици, 21 ден, а све што е повеќе од 21 ден спаѓа во групата на хронична кашлица. Во случајот на ваков тип на кашлица, пациентот треба да, односно граѓанинот треба да си побара упут од матичниот доктор до пулмолог или пулмоалерголог за да се направат дополнителни претраги дали ќе биде веќе астма, ХОББ, ред други нели медицински дијагнози. Во случајот кога е акутна кашлицата, ова што е пократко од 21 ден. Самите ние можеме да си помогнеме со, ги спомнавте природните производи, ги спомнавте суплементите. Значи, тоа е она што му треба на организмот во конкретниот случај. Таа акутна кашлица е најчест симптом на вирусните горнореспираторни инфекции. Значи, вирусни, не бактериски. Значи, не пиеме антибиотик кога сме со вируси. Така. Тоа треба да го разграничиме еднаш за секогаш. Амоксиклавот, сумамедот, тоа се антибиотици кои што се пијат кај докажана бактериска инфекција. Затоа треба да направиме пред се анализа, крвна слика и така натака, за да знаеме за што конкретно се работи, и бриз. Самата кашлица, значи, она што можеме да си помогнеме, тука се производите од типот на сирупи, кои што може да содржат алтеа, односно бел слез по македонски, растение кое што расте и кај нас, искрено кажано како коровно веќе, буквално го има насекаде во целата земја. Тука е бршленот, тука е тимјанот, тука е дивизмата, односно лопенот. Тоа се све растенија кои што ги имаме, што се вели во секој двор. Да,
фармацевски треба да биде стандардизиран екстрактот, треба да биде соодветно произведен во соодветна концентрација за да има ефект, бидејќи знаете во фармацијата ако се стави повеќе хемија нема да имаме ефект. Не само што ако има повеќе хемија, него дома ако го спремаме чајчето, ние никогаш не сме сигурни колку од активните компоненти има во него. Самиот чај. Да. Може да има повеќе, може да има помалку. Во медицината постои една опција на субдозирање. Значи, се внесува активната компонента, меѓутоа во пониска концентрација, му е подобро на човекот, но не води кон излекување. Затоа можеби се чудиме зашто не ни поминува, знаеме дека е тоа добро за нашето здравје. Да. Се уште сум болен. Да, добро. Така да, стандардизираните растителни екстракти, спакувани во облик на сируп, се можеби најсоодветното решение. Најубаво е воколку се искомбинираат и бршленот, и дивизмата, и белиот слез, значи во едно сирупче, за да не го оптовариме па премногу црниот дроб со метаболни процеси, и кои што истовремено ќе делуваат и на сувата кашлица, меѓутоа и на влажната. Значи све она што требало да созре во белодробието, како шлаем, условно кажано, нели народски, ова сирупче ќе му возможи многу поедноставно да биде изфрлено, да биде отстрането од белодробието. Белиот слез ќе ги обложи дишните патишта, така да она надразнителниот момент кај сувата кашлица и ќе го нема за ден-два, бидејќи нели обложена слузокожата, да, надвор е исклучително загаден воздухот. Секоја една од тие честички дополнително ја дразни слузокожата, така да кога таа веќе е воспалена од страна на вирусот, со овие честички од смогот од надвор, уште повеќе се потенцира самата кашлица. Така да алтејата, односно белиот слез во случајов... има повеќе фактори кои што влијаат токму на тоа, да. Нели, живи луѓе сме. Све влијае. Меѓутоа има и друга страна, каде што може да си ги облажиме тие симптоми и да биде многу полесно за сите нас. Значи, во природата е нашето решение или нашиот спас. Михел, мора да те прашам нешто, предаваш на ученици, на студенти? Да, понекогаш и ме викаат, да. Јас сум сигурна дека уживаат кога те слушаат. Благодарам. Како што сега уживам и јас. Не, многу јасно, многу концизно, многу убаво објаснето, за да разбереме сите, нели ги нема оние медицински изрази кои што треба сега да се прашуваме што беше тоа, што значи тоа и така натаму. Многу секогаш јасен и затоа ми е драго што си наш редовен гостин. Поготово во овие сезони кога вака имаме грип. Професорите мои и во средното медицинско училиште на факултетот велеа утре задутре кога ќе работите, првенствено ние сме нели фармацевти, меѓутоа сме аптекари. Да се објасни ние сме убаво. првата борбена линија помеѓу болеста и здравието. Ние сме тие кои што треба на наедноставен јазик да го објасниме лекот на крајниот корисник, односно на пациентот. Воколку премногу стручно се објаснат работите, самиот пациент нема да свати, уште повеќе ќе го збуниме, имајте во предвид дека тој веќе нели болен, има заболување конкретно и е под некаков стрес, и сега уште јас да почнам тука стручно латински да почнам да се изразувам, уште толку ќе го збудам човекот и ќе рече па не одам веќе кај него, ќе одам на друго место. На друго место, многу убаво. Секогаш ни даваш објаснување за сето она што во моментот не интересира, како и за подкашлувањето. Но добро, поминавме вируси, очигледно е и кога зборуваме на нос, се знае дека сето тоа сме го поминале. Меѓутоа сезона имаме, навистина јас сум презадоволна од моите девојчиња, ќе ги поздравам во автокоманда во Eurofarm, секогаш ми излегуваат во пресрет и точно знаат што треба во одреден момент да ми приложат, да ми дадат, за да навистина ги олеснам симптомите. Не станува збор за не знам какви лекарства, туку оние суплементи кои што навистина секогаш ми помагаат, па затоа би сакала сега, еве, ако ништо друго, малку витаминчиња и на гледачите. Имаме време, јас се надевам да ги вклучиме тројца гледачи, да им доделиме витамини. Сузе, има и за тебе. Благодарност голема, затоа што никогаш не ги забораваш гледачите и не забораваш исто така и нас, моите колеги. Витамините на Джимисон навистина се прекрасни и јас поаѓам од тоа што си ги консумирам и ја чувствувам благодетта нивна. Слободанка, Джимисон е фабрика која што постои повеќе од 100 години. Баш во Канада е фабриката, не е нели негдека во Кина, во Индија.
оние нормативи од аспект на контрола на квалитетот се исклучително ригорозни. Ви спомнав и преска стандардизираната фармацевска формулација на сирупчето за искашлување. Тоа во случајот на Джемисон е, како да кажам, подигнато на исклучително високо ниво. Да, ќе речете витамин С има секаков. Има секаков, ама не се сите исти. Меѓутоа не делуваат сите исти. Така е и со ред други суплементи, кои што всушност се наменети да му помогнат на организмот, да ни помогнат на нас, во случај кога имаме проблем, кога имаме мака, нели, од аспект на само медикација. Не се тоа лекови од типот на синтетска хемија, кои што си носат и своји ризици, од типот на несакани ефекти, од типот на предозирање, од типот на злоупотреба, вклучително. Така да, суплементите на Джемисон, да. И јас ги користам искрено. Се. Немаме време. Гледачите нека се јават првите тројца кои што ќе се јават во режија, ќе им доделиме подароци. Сузе, тука завршуваме. Да, само сакам накратко секако. Да го прашам нашиот гостин колку е важно, прекрасно го објаснивте тоа, дека е многу важно на секој пациент да му се објасни како се прима. Колку е важно начинот на кој го земаме лекот, бидејќи не секогаш лекот вие ќе го предадете и ќе објасните, но дали ќе се придржуваат до упатствата кои што сте им ги дале? Сузана, тоа е најголемата, како да кажем, енигма во медицината. На англиски се вика compliance, на македонски го преведуваме како соработка со пациентот, односно придржување кон терапевтскиот режим. Докторот е тој кој што ќе диагностицира болеста, ќе ја ординира терапијата, ние во аптека ќе ја издадеме терапијата. Меѓутоа останува на самиот човек дали ќе се придржува, ако нешто тоа е кажано да се пие 2 пати или 3 пати во текот на денот, со чаша вода. Тоа не е чаша џус, јогурт, млеко или, не дај Боже, пиво или ракија. Се случува и тоа. Не ми се случува, значи све има, нели, по народот. Придржувањето кон терапијата, значи таа соработка со пациентот, за самиот исход на терапијата, па ако не 100%, 99% е исклучително битно. Многу важно, да. Затоа и ве прашам, да. А реалноста вели обратно. Ако нештото е кажано половина час пред јадење, тоа се навистина 30 минути пред јадење или саат време после оброк. Тоа не е како што престануваме со жвакање на... Тоа е научно веќе истражено и докажано дека треба така и така е. И затоа е бројни интеракции помеѓу самите лекови, бројни интеракции помеѓу лековите и храната, сето тоа ќе го инактивира активниот принцип во лекарството, кој што финално ќе испадне дека самиот пациент ќе искоментира, па и овие лекови не делуваат, џабе ги пијам. А ги пиеме на погрешен начин. Да. Благодарам многу, посакувам секој добро, па се гледаме за некои следни теми, се разбира. Тука сме, благодарам многу. Благодарам си за суплементите.